Прво, јас кажав во експозето кога станав председател на владата на 16 јануари минатата година дека Северна Македонија ќе има редовни избори. После тоа експозе опозицијата во неколку наврати велеше дека изборите ќе биле предвремени. Ќе биле минатата година во јуни, па минатата година во септември, па минатата година во декември, па потоа оваа година во март, па оваа година во септември, па оваа година во ноември и на крај да каже опозицијата дека ќе има редовни избори. Така да тоа прашање кога кажав уште тогаш дека е апсолвирано, значи беше апсолвирано. За датумот на изборите, тоа веќе е предмет на дискусија помеѓу сите политички партии, не помеѓу две политички партии, бидејќи секогаш и изборниот закон во државата и одржувањето на изборите се прави согласно со закон, согласно со устав, согласно со мандати. Оваа година имаме карактеристични избори, бидејќи имаме и председателски и парламентарни избори. И сметам дека она што го има направено работната група, во која не учествуваше за жал ВМРО-ДПМН во делот на изработката на изборниот законник, согласно препораките на ОПСИ и ОДИХР, дека ќе биде формирана и дека ќе можат сите да бидат на исто ниво на информираност и согласно со тоа во наредниот период да се носат одлуките. Значи време има, политичка волја има, избори ќе има, тие ќе бидат редовни, а кога ќе биде договорено кога ќе бидат, бидејќи во моментов ние имаме председателски избори кои што треба да се случат до свој одреден датум и имаме парламентарни избори кои што имаат своји рокови кога треба да се одржат. Кога ќе бидат усогласени сите ставови, тогаш ќе може да биде информирана и јавноста. До тогаш се е на ниво на желби, на ниво на шпекулации, а јас никогаш не комуницирам ни на ниво на желба, ни на ниво на шпекулација.